Добро вечер, добре дојдовте во новата Никој да не знае. Мислам дека паролата е веќе јасна. Никој да не знае, освен јас, вие и нашиот гостин, кој тој дознаваме за неколку секунди, пред тоа мало кратко увертира за него. Тој одличен вокал, обстојува веќе 32 години на музичката сцена. Искрено ќе ви рече дека семејството и семејната среќа е нешто најважно во животот. Цело време е активен, чекаме нов хит по неколку вистински кои ги има во својата кариера. Не му се допаѓа што политиката е како рак во нашата Македонија, рекол во едно интервју. Ако ви кажам Бекрија љубовџија или Солзи нека пресушат, веројатно веќе знаете, оние кои што му ја следат кариерата, но ако ви речам, само ти, знам дека знаете за кого станува збор. Маријан Куцев во оваа Никој да не знае. Здраво живо. Здраво живо. Така е, точно е ова се? Точно. Да. Од Адоша. Од Адоша? Супер. Значи, ми е драго заради тоа што е ова постаро интервју, ама неколку интервјуа, нели се позајмени, да речам, за оваа подготовка, за да ти биде поинтересан овој разговор и ова интервју. Некако ќе почнам од средината некако на кариера, односно од средината на твојата животна пригазна, како да кажам. Многу е важна таа 95-та година. Во едно интервју убаво си раскажал дека таа ти е некаква срекна 95-та, да, заради тоа што се случија некои убави работи, две песни кои што навистина ја одбележаа твојата кариера. Многу работи се случија таа година, почнувајќи од самата нова година, неколку настапи, фестивалски настапи, и завршивме со фолк хит на годината. Исто значи некаде таму крајот на декември. За која песна? За Бекрија? Не, со Бела Јасмина. Бела Јасмина, сосем трета. Не знам зошто, тогаш имаше гласање на Македонско радио и некако таа песна имаше најмногу гласови, значи повеќе и од Бекрија љубовџија и од Солзи нека пресушат, таа имаше најмногу и со таа песна бев меѓу првите 20 што се пласиравме во финалето за избор на фолк хит на годината 95 година. Браво. Да. А како дојдоа два хита такви? Тоа никогаш не ми било јасно. Знае ли човек, еве во овој случај нели братот, знае ли тој дека создава нешто што е хит? Па многу добро знаеме што е, ама некако во последно време ни оде малку потешко. Тоа ќе те прашам и тоа, да. Сега ќе морам да се карам со него затоа што му дадов многу време, слободно време. Имаше 5-6 години слободни. И грејс период се е искористено и џокери сега. Вчера бевме заедно, вика мора нешто да правиме сега. Ама ова го збориме 3 години веќе. Добро. Може и повеќе. Така да значи, после љубовен танец, после Запајте браќа, Ти самоти и никој после тебе, многу песни, значи, има направено брат ми, така да редно е да направи нешто конкретно. За брат му. За брат му. Да. Ке го чуеме во оваа Никој да не знае за сите оние кои што ќе остана до крај заедно со нас. Сега ми интересира колку ти ја слушаше, колку беше вклучен во самиот процес на создавање на песните. Вклучен си, тука си, како да работите? Заради тоа што пак во едно интервју сега ќе имаме време, ќе зборуваме и за некои песни кои што така некако, не знам, те одбележале и, како да речам, интимно, емотивно и така натаму. Дека си ги приплакал и така натаму, но ќе има време веројатно и за тоа. Во почетокот на кариерата не се мешав ни на Сашко Велков, ни на било кој автор, ни на брат ми, ни на Димитар Чемков или Ванчо Тарабунов, Орце Зафировски, значи немав никакви забелешки околу текст или музика и аранжман. Не бев толку и упатен. Добро. Но секој влегување во студио е многу големо искуство. Да. Од кога ќе се комплетира песната, кога ќе се преслуша. Убаво е човек да се самокритикува. Значи така се оде и напред. Тоа се случи со мене, така да веќе во следните од 96 до 97 сите тие, значи, песни што ги правевме заедно и со Сашко и со брат ми, имаше моја сугестија или забелешка, така да. Какви за тие забелешки кога еве за себе? Па нешто околу музиката. Знаеш, имаш некаде во главата како би требало нешто да изгледа, веќе е така е тоа. Од кога ја слушам песната, знам што треба да се коригира. Увек секогаш правев ајде да ја преспијам јас една вечер, две. Добро. Ќе ја слушам, значи многу е битно расположението на човек. Кога ќе ја слуша прв. Кога и како ја слуша музиката. Дали е наспан, дали не е наспан, дали е нервозен, дали е гладен. Јас кога сум гладен, не сум тој. Така да... Да ни правиме реклами, има една добра реклама. Најпаметно и чистниот мозокот на Сабајле. Да. После добар доручек, еднаш се слуша песната, уште еднаш,
Па со консултации нормално со Сашко, со брат ми, дали може вака, дали може така. Ајде на клавир да видиме вака во кој правец би одела песната, од која ќе установиме, мада и кога ќе одиме да снимаме, дури и тогаш имаме некои забелешки, па правиме некои промени, измени. Аха, добро. Да. Заеднички. Заеднички. Значи нема тука сега нели некој ја напишал, па нема тука менување, нема коригирање, нема ништо. Имало и такви случаи, но јас сум отворен и кажувам, господине, тој дали ова Може да песна се промени може малку. да трпи промени. претрпи некои промени. Ако е од старт не, тогаш во ред јас сакам да ја преслушам и месец, 2, и 3, и 6 ако треба, па после ќе влеземе. А има некои од композиторите, авторите, имам песна за вас, да ја снимиме, викам, кај мене тоа така не оди. Аха. Морам да слушнам. Како вино, како ракија, треба да одлежи, да одстои, па да видиме после дали за употреба или не. Која слуша прв песната што си ја испел, како да кажам? Прво слушање има некој сан брат и некој што е дел од тимот и така натаму. Па главно се веруваш увизме јас и тој. Веруваш некому посебно, не знам, во таа, не знам, на твоите некогаш на почетоците. Е пуштавте ли? На Ја некого? пуштавме и на родителите. Добро. Они нормално ке кажеа супер е, Топе, да. но главниот збор го имавме ја и брат ми, дали е окей, дали е тоа текстот, дали одговара наменски за мене. Ваш мерак, зборувам за вајца. Орте Зафировски има најдобра перцепција спрема било кој изведувач. Те гледа историјата, што си, женет, не си, имаш деца, фамилија, значи те гледа и По тоа создава песна. Аха, добро. Ако се вратиме сега наназад во годините, на 12, 13 или на 13, 14, точно не знам точна бројка, но прв пат засвире бас гитара, без пеење, како беше? Како да ја работите? Братът ти рекол во прва линија сакам да те видам. До тамо знам. Има нешто. Има нешто точно. Ама не е се. Ама сега ќе слушнеме како. Ајде. Не на 13-14, малку покусно. Подоцна, добро. По неговото враќање од војска, значи 90-та година, веќе имаше тој негов бенд, негови другари, и јас бев пред тоа бубњар. Бубњар почна така, да. А бидејќи во групата имаше бубњар, и ти ќе бидиш басист и ќе бидиш вокал. Јас само добро. Немаш можност да... Не. Па нема за... Како ќе каже, бато така. Барам, шарам, барам, нема избор. Единственото. И бев послушен. Океј. Ми беше многу тешко на почетокот да ги синхронизирам и пеењето и свирењето. Но толку длабоко навлезив што едноставно спиев со гитарата. И ја засакав како инструмент и до ден денес ја сакам бас гитарата. И во секоја една музика ја слушам хармонијата, што допред тоа беше за мене. Да, нешто друго, нешто што не знам. Нешто што, ама баш ништо не знам. Така да сега околу хармонијата, иако немам никакво образование музичко, али ете, од мојата мајка сме наследиле доста со брат ми, од тие музички гени. Така да музиката ни е во сите вени и пори и крв и во клетки. Ајде, кога ја спомена веќе мајка ти, какво е тоа? Каква е таа лоза таква, наследна, музичка? Ние сме од лозата на Гелевци, не има секаде, и во Кавадарци, и во Неготино, и во Скопје, во Велес. Во Скопје имаме многу роднини, многу. Мислам, ако се собериме на една фешта, нема да не собери хотел. Почнувајќи од првиот кларнетист во Македонско радио, бил токму од нашата лоза, од Гелевци. Значи, зборам пред Тале Огненовски. Го знаеш името? Гелевски... Не се сеќаваш сега, добро. Ако се сетиш, ќе ни кажеш. Може би подоста. Добро, може би Никола знае. Кога ќе ни се јави? Па може да знае. Постаре тој, малку повеќе знае. Да. Само ти убаво пееш или пее и тој убаво? И тој. И тој? Само не сакаше тој, и тој повеќе се посвети на трубата во последно време, на пишување, правење песни. Сега е веќе и тој не е член од Dream Team, така да ќе имаме малку повеќе време да
да си посветиме јас на него и тој на мене и така да правиме нешто. Еве го, го Заедничко. имаме на линија, може да му кажеш сега и јавно. Сега. Никола, здраво. Здраво, добро вечер. Добро вечер. Само ве молам, Рижија, малку погласно да ве слушаме поубаво. Се слушаме? И јас се слушам. Одлично. перфектно. Супер. Значи ве прашав и пред овој разговор, мислам дека не е за војтар она што ми го кажавте, ама како би го опишала брат ви Маријан Куцев? Кажете некој поубав збор. Јагне. Супер. Ви благодарам. Верверичка. Добро, и уште некој убав? Што да ви кажам за брат ми, не треба да зборувам многу. Значи, веќе сте го повикале кај вас во емисија, значи Ива Зорто сте го повикале и нормално како брат не сакам никогаш да зборувам со некој мој јазик да преферирам Да. специјално за него. Меѓутоа, брат си е брат. Тешко тој го нема. Тешко тој кој што го нема. Ах, леле, добро. Да. Со вториот дел се извадивте некако, добро. И сега, освен јагнек, што друго би рекле за него? Каков е? Каков е? Тој е добар момак. Добро? Значи, во целата моја кариера, ако сакате да се вратиме ретроактивно, Да, предпоставам дека и тоа ве интересира. така е. Значи, тој ме вози скоро 30 и кусур години, кога идеме на свирка, Добро. и тој не сака да напие ни една чашка алкохол, а јас ка се напијам И за 2-3 него? и сега не смеам да возам. нели? Добро. И тој вози. И со новите прописи. Така. Не смеам ни две, фактички. Добро. И? И тој е многу добар шофер. Одлично. Кажи си поточно таксиста. Добро да брате, Само брат, што не така. наплаќам јас. Да. Добро, а како човек каков е? Перфектен. Перфектен? За мене е перфектен, да. Добро. Се скарали никогаш во животот? Сум го тепал помалку кога бил помал. Да. Добро. Има ли некоја мана овој перфектниот? Било тоа за добро. Да. Знаете ли кога го тепав? Не го тепав, онака тамо по Да, некоја заушка. Заушка, точно. Да. Кога учеше да пее, тоа беа почетоците негови. Добро. Веќе не можам да ви кажем колку години кога почна. Па 90-та некаде. 91-а. 91-а. Да. Не, и порано. И порано, добро. порано. И? Да. И така, додека работевме по тоа нашите ниви, земјоделие што имавме лозит, и таму се учеа тие занаети. Така, и Тоа таму беше вие најдобар пеевте момент. или го учевте да пее? Таму, да. Аха. Се прави. Да. И таму сознав дека тој може да биде еден од најдобрите пејачи во Македонија и тоа се согласувам со таа констатација. Така. А како Да. го доби епитетот Маријан Куцев? Во неколку интервјуа пишува некој кој што е најпосакуван освен во Македонија и во диаспората. Знаете, вие имавте некој принцип, некој не знам рецепт? Не го разбрав прашањето. Велам, како стана најпознат или најбаран не само во Македонија, туку и надвор од неа, во диаспората особено? Затоа што има хитови кои што се препознатливи Така. и затоа што има еден од најдобрите гласови. Сега Да не го фала многу. да не го палам, некој ќе реке, некој може да каже дека пристрасно зборувам за брат ми, меѓутоа јас тоа Го мислите? Знам, Да. со сигурност гарантирам затоа што сум го анализирал и од музички аспект и од професионален аспект од секоја гледна точка. Да. Последното нешто што треба да ми кажете е прашање некоја до брат ви Маријан Куцев, ама ја имам едно прашање до вас пред да се одјавиме или да ви посакаме убава вечер заедно со никој да не знае, се надевам дека ќе не гледате до крај. На почетокот го прашав брат ви кога нов хит
Нели време е. Тој ми рече дека сите карти ваши за тоа ајде уште една година ги имате. Мислам сте ги изгубиле веќе. Немате време. Имате ли нешто направено, а тој не знае за да отпее само и да стане хит? Работам веќе на тоа. Браво. Одлично. Ајде сега прашањето до брат ви. Ајде. Прашајте нешто. Прашајте го нешто. Како ја преживеа вечерта кога ти се запали шпоретот? Фала ви, Никола. Поздрав. Ајде, моlim се. Тешко прашање. Тешко, нели? Тешко прашање. Ева го. Не знам како да одговори. Интересен беше почетокот на нова година. Добро. Чао, Никола, поздрав. Фала ви многу, поздрав. За ово јагне треба да го частиш, мислам дека. Частам, ама за она првото не така да ќе компензираме. Да. 0-0. Да, на 0-0 сме. Ама па хит ке ти создаде, немој да му се љутиш. Ќе видиме, ќе лаже неколку години. Добро. Значи, како се запали што шпоретот? Не се запали шпоретот, туку значи ние сме потекло од Кавадарци. Да. На дочекот на нова година бев во Кавадарци на площад. Добро. Отпеав, малку измрзнавме. Беше многу Ладно. ладно, ко загинеат баш таа вечер. И си легнувам. Таму грењето е на дрва. Добро. Се окей. Последен пат во 7 часот ставам пак дрва во шпорет. Утрото? Утрото. Да. И нешто ме гуши пред 9 часот. Нешто ме гребе на грла. Не знам од кои причини. Цевката, солинарот изваден од оџак. Цел спрат беше со чат. Па добро што си се разбудил. Цел спрат. Леле. Ме фати паника. Не знам што се случи, не знам кај сум, што сум, откаде овој чат. Отварам прозори, врати и све да се излуфтира и гледам дека цевката е извадена. Како ова можеше да се случи? Не ми е јасно. И што е најтрагично, собите што се, да не кажам вакуумски затворено, Добро. и таму има чат. Секаде. Полни, значи Да. цел спрат. Да. Не знам како се случи тоа. И? И се чудам се уште до ден денеска. Како се извади цивката од... Да. И како имаше чат во другите соби, каже што нема никакви допирни точки. Со оваа, каде што бе. Со огинот каде што гори во дневелот трпезари. Добро. И не Мене ми е јасно. поважно дека сте станали жив. Заради тоа што налет се друго. Слушнав, нели, скоро имаше на вести во Гостивар, ако не се лажам. Тоа за децата? Со децата. Да. Слична ситуација. Да. И доскоро не знаеше, брат ми му кажав за ова што ми се случи. Нема што да се каже, едноставно. Така требало да биде и добро што сте тука. Тоа е тоа. Не знам што се случи. Чудо. Чудо. Добро. Ај на поубавите ми, важи? Ајде. Да. Кога ме подсетивте вака на една случка, значи после сопругата раскажува ваша Билјана, вели еднаш после не знам колку години ќе биде дома за нова година. Така? И што се случи? Дали се сеќаваш? Малата Знам. почна да ја боли зап, Да. Дуња, и Па јас ги собрав комшите. Добро. Вечер му викам слајме заедно, јас среќен родам значи во прва маркет. нова година заедно да славите со семејството. Прва. Може и втора да била. Не, прва. После од 91-а, Добро. ова беше во стариот стан 2017, 18, не знам, Добро. 19, не знам. И Билјана мене, што правиш? И викам, пак е слајме нова година. Да, сте купила еден тон, си купила еден тон. Да. Па, зимам сега. Да има. Да има. Да личи масата. Така е. И она се крсти. И чекам ја 9:30, 10 ги нема комшиите. Арнама претходната вечер исто се заседнавме кај нас и тие малку се отпуштија. Да. И си прославивте нова година пред луѓето време. си знаат сега како е после тешка и долга ноќ. Да. Главата нешто тежи, лево, десно, напред. Јас уште тоа не сум го Да. поминал, осетил. И 10:30 викам,
Што е работата? дојдат? Ќе идите, имате уплан или му викам да се начукам. Да. И се смеат. Еве ги доаѓаат 10:35. А викам, ајде, му викам, еднаш човек ќе се реши да се напие една-две Да. у живот. А, беге треге тоа, не може. Помина 12 часот, си честитав му 12-15 си замина. Мајко И му моја. викам, вие вака славите нова година? Срам да Јас ви. ќе си одам да си пеам. Од сега натаму не ме барете више дома. Јас одам да си работам тоа што Да. си го сакам. Да бидам ја задоволен и моите присутни гости, Така. симпатизери, да бидат задоволни да се поминеме сите заедно. Да. А што би ми рекол ти, како стана толку популарен во диаспората? Заради хитовите, заради таа 95-та, заради потоа што се случуваше, зашто? Зошто? Кариерата се гради секој ден. Значи не е само до песните. Се е битно во оваа наша бранша. Секој разговор, секој интервју, секој пишан збор, секој движење. Јас, например, сакам многу мали дечиња. Јас сум со нив, ако е детето 5 години, јас сум 5 години. Си седувам, си се гушкам, си играм, си се занимавам. Значи, со децата сум дете. Ако се работи, се работи. И песни треба да се прават. И мислам дека најголема вина за тоа што ете надор сум малку повеќе познат се песните. Песните. И кога се прават текстовите сум ситничар За секој збор? и буква. А, и буква. Да. Внимавам што ќе се снима, затоа што можеби песна како песна да има еден збор некаде некој би се пронашол и може ќе ја сака Така. и песната и мене заради До тој крајот еден. на животот, како да. се вика тоа. Таа е љубов, тоа е тоа. Да. И предпочитувам да песните мои бидат со љубовен карактер. Да нема разделби, да нема значи негативни Да теми, нема туку да има неубави. позитивни како што е ти само ти, Бекре љубовџе и љубовен танец. Да. Значи предпочитувам позитивни текстови, љубовни. Така е. Кога сме кај ти само ти, затоа што таа ќе ја чуеме, но пред да ја чуеме, јас сакам дел од приказната. Во едно интервју сте рекла, таа беше песна која што беше околу 2000-та создадена, ако јас сум добро. 2004-та. 2004-та, добра. Значи после сите овие кои што нели ви одбележаа кариерата, но таа стана некаква, ако може да се каже, некоја твоја лична карта. Велиш, кај децата поминува. А тоа всушност, нели, кај немалите, тие се оние кои што ја засакаа од прва. Тие се најголеми судии, најискрени, најчисти. И кога кај нив, кај децата ќе помине, тоа значи дека имате навистина. Тоа е точно. Песната отпеана на Роса фестивалот, или Рос беше тогаш, Добро. не сум сигурен. И синот на Даниела Темелковска, Даниел, Добро. беше многу мал, и ми вика, браво, чичко Маријан. И јас клекнав до него, Даниел, дали тебе песната ти се свиѓа? Да. Бато Маријан, песната е прекрасна. Викам, песната е стварно добра. Тоа е тоа. Да. Да. Значи, што едно мало детенце му се свиѓа, таа песна, значи, Таа ќе помине. но песната е таа како што е таа. Но имав увек едно неодговорено прашање. Не поминуваше добро како што јас очекував на почетокот? забавите. Аха, На забавите. да. Ја свириме, ја знаат, ама Ама нешто така. не баш. Добро. Откако ја преснимавме тој еден проект за Бом телевизија 2010-та, направивме едно наше DVD со наши гости, таму и беше и Бекрија, и Созенека Пресушат, и Печалбарска, и нормално ти само ти. Го снимавме тој проект и јас и невестата отидовме за Австралија на свадбено патување. Тој проект се пушти на Бом телевизија за Нова година, воочи Нова година. Добро. И? Таа програма од некаде 70-80 минути се пушташе интензивно. Аха, по тој период. Првиот месец, 2-3, после не толку многу. Кога се вративме мај, јуни, неочекувано песната веќе гледам, ете го ти само ти, ете го ти само ти. Си Ме препознала? Да, што стана?
ајде кажеме преку ноќ. Да. Што се случи? Каде, зошто ова него имаше пред овие 6 месеци? Да. И беше малку чудно. Но забелешка, значи, пестата може да биде преубава. Треба да се сервира на еден посебен начин, по-народен начин, за да народот ја прифати и ете, ти само ти, што се вика, дори ми е досадно. Досадно? Ајде сега за сите оние кои што гледаат, никој да не знае, може да изведете. Може. Еве, повелете, микрофонот е ваш, удиме со краток джингл и ти само ти. Otvori duša za mene, во неа јас да влезам, во твоите зелени очи, љубов да разбудам. Никогаш, никогаш, никогаш да не престане љубовта, љубовта, љубовта вечна да остане. Otvori srce za mene, во него јас да се скријам, длабоко во твоите гради, љубов да откријам. Никогаш, никогаш, никогаш да не престане љубовта, љубовта, љубовта вечна да остане. На срце, ти само ти, љуби ме нежно,
Маријан Куцев и натаму во Никој да не знае. Се надевам уживавте во личната карта негова. Како вели тој, никогаш ми е преку глава. Обично е така кога некоја песна станува толкав хит. Имам неколку минути до крајот на ова Никој да не знае. Имаме уште една песна која би сакала да ја чуеме. Сакам многу кратко околу таа тема која што си ја начнал во едно интервју. Извлекле моите колеги многу добар наслов, или главни звезди кај нас со години се политичарите и тоа веќе ми оди на нерви. Политиката е рак во нашата Македонија. Гледаш ли промени чисто? Сега едно, како за топ тема прашање. Промени, ама во исти правец. Не кон позитивно. Не, кон негативно? Избегавам да гледам вести и телевизија. Добра. Или да слушам. Делува лошо. Делува негативно, така да нема потреба Добра. да слушам политика. Не гледам некоја светла точка, нешто дека... Апатично да изгледа се уште, све. Све, си било. Сега да не нафлегуваме во Добро, доста е. тие Се теми. си кажа. Сепак сме луѓе во зрели години, гледаме објективно се што се случи и што не се случи у државата. Значи, во секоја една нормална држава, главни уметници се, односно спикери, Така. се уметниците. Репрезенти на државата. Тоа е личната карта на една држава. Не може политичар да биде. Јас кога одам било каде по светот, не дека сакам, јас не сакам да се расправаме на таа тема, едноставно сакам да збориме за музика. Да. Убава тема. Некој пат ќе ми текне пример во Словенија. Знаете ли му викам кој ви е председател? Не. Појма немаме. Али Словенија функционира топ. Во овие последни 10 години. Да, швајцарците Каква цел живот не Германија? знаат. Каква Германија? Кој Тоа е не- се поминато више. ниту И Австрија, председател на Франција. влада, ниту Словенија министри. моментално, мислам, најдобра најубава земја. Ама тие си ја сака државата. Да. Во 2024-та, велиш од самиот почеток на годината, сте биле Белгија, Германија, Австралија, Турција и за прв пат тогаш на Малта, па е потоа и во Чешка, за нова година повторно на Малта. Како одеше сега, после почетокот на новова? Како има? Минатата година беше генерално слаба. Аха, Ја 25 мислев дека е слаба. кај мене, но генерално кај сите. За Добро. мене беше доста слаба. Аха. А ова тргна на добро? Ова е окей сега за сега, ќе видиме натаму како ќе биде. Има некои од сега закажани Има надвор од... нешто, има Добро. нешто. Не е како значи 24-та, 23-та, Да. 22-та, не е како тие години, но ќе видиме. Како ќе се одвива ситуацијата. Добро. Се надеваме на добро. Така е, така е. Знаеш што сакам да знам? Јас бев бикар до 34 години. Откако ја запознав Билјана, веќе животот тргна во друг правец. Јас бев подготвен уште веднаш и знаев што ме чека. Велиш, Билјана уште на почетокот ја разбра мојата професија, мојата работа, моите отсуства и до сега не сме имале проблеми околу мојата професија. Така е си уште. Се уште. Да. Фала До Богу, така. 34 успеа да останеш бикар. Нема време. Нема време. Од да се хитови? оженам. Не, сериозно. Не до тогаш никоја, не, како велат, не ја најде вистинската, не Па знам. немаш, едноставно немаш. Немаш и многу турнеи, многу свирки, многу патувања, многу отсуства и од државата и едноставно најдобар другар ми беше куферот. Од кола на аеродром, од аеродром Во кола. во авион, од авион пак едноставно се случува кога треба да се случи. Да. Се запознавме 2009 на една свадба, каде што уопште не сакав да одам. Аха. Но ето. А не беше тамо да забавуваш, туку беше гостин? Или Ма беше? каков гостин? Не, забавувач Доскоро беше. не знаевме што е тоа гостина свадба, само работно. Добро. Да. И нивни блиски пријатели, значи страната на сопругата, тие правеа свадба на Пантелеймон, таму реков готово. Тоа е тоа. Ја, кога ја вида веднаш? Да. Аха. И? И разменивте телефони, како да ти пе работи? го зедов телефонот, си Да, го бе, да. Се си јави? зазвонив на мојот телефон, фала, викам многу. Добро. Како ти? Така и викам, како? И викам, утре се гледаме, ама утре ќе те барам, само да се одморим и ќе те барам. А јас сум на работа. Добро де, оди на работа, после работа. И така почна на 28-29 јуни 2009. Добро, и тргна се така. И тргна што тргна, си кажавме што имавме, јас на неа, таа на мене.
Добро. Дуња, Данило, живот, велиш, има успони, падови, има се, Па, има мора да има, има во секој брак го има. Во секој И брак го горе, и има, доле, и ама најважен средина. е муабетот. Мора да се седне и да се зборува на секоја тема. Мора да се зборува. Добро. Јас тоа го практикуваме со неа често пати. Со отворени Сега карти. без деца. Да. Децата дома, ајде да одиме дали во кафана, Да. нормално кафана, ресторан, нема Да. во апотека да правиме Добро. планови, деца, не знам, одмори, кариера, ова правиме сега, реклама, присутна е сега ми помаги околу тие работи, околу кариерата. тие социјални мрежи сега. Имаме едни пријатели, морам да ги поздравам и нив, Душко и Дијан, кои што сега мора да правиме малку повеќе на бомбардирање социјални инвазија. Да. Добро. И само уште ми велат пред крај, ама јас морам да прашам. Зошто крај? Нема крај. Па да, добро, крај на ова интервју, пак ќе се видиме. добро. Виски си уште останува твоја омилена и преплакана песна? Виски. Добро. Ќе Виски. кажеш збор два уште, без да плачеш. Еднаш плачеше, доста е. Да. Да. Виски е не е текстот што е како тема во За таа неа. песна, туку За твојата мајка, чисто да. да. Туку времето кога ја правевме песната со мојот брат, тогаш се случија тие работи што се случија со мајка. Ја правевме кај него на работа во војен оркестар, клавирот, нешто снимавме, вака ќе биде, така ќе биде. И јас го земам телефонот да ја слушнам, таа беше во Заводот за геријатрија. И да се слушнавме, тоа ќе беше последно слушање со неа, но за жал Не се не ја ни добив и така да таа песна многу ретко ја пеам. Да. Не можеш Кога- да пристанеш. не можам. Не можеш со емоциите. Не може. Добро. Ти благодарам на искреноста. Се надевам дека ќе има нов хит и повторно ќе се видиме. Се надеваме. Никола ни вети и вака. Па сега ќе видиме што ќе биде. Што е за крај, која песна ја одбра втора? Како беше? Ами, за крај Солзи нека преслушат. Таа е Солзи нека 95 година. Добро. Отпеана на Цветници и ова е сега една нова снимка, аудио комплетна со живи инструменти, кај Бубе. Решив да ете во чест на тие 30 години да направиме едно така едно рефреш Ревновување, така е. на самата песна. Ќе ги поздравиме сите што не гледаат, што не слушаат. Поздрав до сите мои соработници, и до Сашко, и до Коки, и Орце, Борче, Сите. Нечовски. И нека прават хитовите си тука да пееш само. Не чекајте, правете. Повели микрофонот е твој, ти благодарам, ви благодарам и вам. Се гледам утре со нов соговорник. Долги ноки непреспиени, в срце носам тажни спомени, в душа рана ти ми отвори, само пусти, с ништа остави. Како мајка да ме прокона, како земја да ме проголта, уште јас по тебе тагувам, немам кому да се радувам. Солци врели, нека пресушаат,
право имам. Солнце vreli neka presluša, barem malku nadeš ja se da imam. Za tebe nekam da me boli duša, da vidim srećen i ja spravo imam.